И евене назад во студиото со првите вести. А првата вест се разбира, да почнеме со бомбата. Зошто да не? Прво има една причина зашто колку бомби експлодираат во околу Штип, не дај Боже, и уште едно подсетување дека некој требал да ја донесе таа бомба и да ја фрли во близината на Штип и околу Штип, што е простор за подсетување на случувања пред 70-те години, некаде 40, да можно и 44-та, која сојузниците ги бомбардирале, го бомбардирале повлекувањето на германските единици од Источна Македонија. Како и да е, бомба со 150 килограми ТНТ експлозив со тежина од 250 килограми вчера во околу 16:30 од страна на стручни лица, офицери на АРМА и пиротехничари од дирекцијата за заштита и спасување беше деактивирана, поточно активирана за да не биде опасна. Силна експлозија и облак прашина од детонацијата на бомбата тешка 250 килограми со експлозивно полнење од 160 килограми ТНТ. 25 денови бомбата стоеше на отворено откако беше пронајдена при ископ на темелите на новиот погон на фабриката за автобуси Ван Хол. Контролираната експлозија која извршија припадници на АРМА во соработка со стручни пиротехничари не предизвика никакви материјални штети по околните објекти. АРМА се одлучи за детонирање со опшивање на бомбата со динамит, чија експлозивна моќ е насочена кон проектилот, со што двете полнења се неутрализираат едно со друго. Тимовите на АРМА извршија приспособување на пронајдената локација во фугаса со длабочина 4 метра и ширина 2 метра, значи со цел да се намалат ефектите од површинска експлозија. Според информациите од терена потврдени од првиот човек на дирекцијата за заштита и спасување, ударниот бран од експлозијата бил амортизиран до таа мера што нема скршен ниту еден прозорец на некој стопански капацитет во непосредна близина. Единствено видлив беше облакот прашина кој за кратко време исчезна. Пред самиот чин на детонација Евана го исклучи напојувањето со електрична енергија во овој дел од градот. Се започна ден претходно кога преку медиумите граѓаните беа информирани дека следниот ден недела во 10 часот ќе се изврши деактивирање на бомбата. Треба да деактивира се. Околу 9 часот наутро припадници на вториот логистички батальон на АРМА со целата неопходна опрема пристигнаа на лице место. Акцијата беше запрена од страна на собственикот на фирмата Актива, која произведува автобуски делови за Ван Хол. Неговата постапка ја образложи со тоа што неколку денови претходно, поточно на 19 јули, испратил писмо до дирекцијата за заштита и спасување, во кое е наведено дека при активирање на бомбата на лице место ќе дојде до оштетување на опремата во фабриката. Имено Актива располага со 10 лазерски машини за сечење на лимови и цевки и во случај на евентуално нивно милиметарско поместување ќе дојде до раштимување за чие подесување ќе им бидат потребни 20 на денови. Згоре на тоа тие се ставени во погон и во моментот произведуваат делови кои чекаат испорака за инопартнерите. Од АРМА останаа категорични на ставот дека по извршената анализа констатирано е дека се работи за авионска бомба од типот СК-250, има 2 запалки и не смее да се дислоцира. Истата е специфична по однос на тоа што има 2 запалки кои што конструктивно со самата литература која што имаме обработено до сега и она што е доставно преку интернет од социјалните мрежи, утврдено дека станува збор за хемиска запалка која е од посебен карактер и за која не се препорачува поместување на самата бомба, а конкретно самите запалки не доаѓа во предвид да се истите одвртуваат или било како третираат. Искуствата покажале дека и многу поопремени армии не успеваат да деактивираат ваков тип на бомба без да има материјални последици па и човечки жртви. Од дирекцијата за заштита и спасување пак потврдија дека одлуката за детонирање е донесена и ќе се преземат сите мерки за неутрализирање на разорното дејство во блиската околина, зашто бомбата е поставена во дупка со длабочина од 4 метри. Бомбата ќе ја затрупаме, веќе ископано рупа околу 4 метра, ќе ја затрупаме со песок во првиот дел од 2 метра, а потоа на висината од тие 4 метра ќе поставиме кадрони и талпи, сето со една цел помало да биде детонацијата, односно да се избегне голема сеизмика. При контролираната експлозија песокот ја амортизираше брзината на движење на шрапнелите кои се забија во кадроните. Собственикот на фабриката Актива, кој стравуваше дека ќе бидат раштимани лазерските машини, е задоволен од ефикасноста на уништување на проектилот. За сериозноста на состојбата и правилно донесената одлука на македонските пиротехничари сведочи и денешната вест од Словенија, каде од страна на жител на селото Вурберг е пронајден ист ваков проектил.
Човекот бомбата ја качил на камион и ја однел дома, поради што властите морале да го евакуираат целото село. Заради оваа негова постапка, со која ги довел во опасност животите на соселаните, а при транспорт и до случај на неконтролирана експлозија да предизвика огромна материјална штета, му се заканува дури и затворска казна до 5 години. И кога го видовме овој прилог, а уште сме кај работата на Дирекцијата за заштита и спасување, еден документ од владата на Република Македонија и ова тело, дирекција, го добивме со наслов Упатство за самозаштита на граѓаните од земјотреси. Низ програмата на Ирис телевизија ќе ви го презентираме, бидејќи тоа е нивна обврска, иако ние сите мислиме дека знаеме како да се однесуваме при вакви елементарни непогоди, сепак постојат и луѓе кои тоа го сублимирале и на начин на кој што најефектно можеме да се заштитиме, ќе ви го пренесеме низ програмата на Ирис телевизија. А ние се враќаме со втората вест, а тоа е што друго, времето, пеколно. Во петокот ви јавивме дека доаѓа или веќе е над Балканот африкански бран. Еве што велат оние кои за ова се задолжени. Африкански бран и транспортот на прашина и песок од Сахара повторно го вклучи метео алармот. Во текот на денешниот ден и утре територијата на целата држава ќе биде зафатена со температури од жолта алертна фаза, односно живата на термометарот ќе се искачи до 40 степен, а УВ индексот ќе помине 9 степени. Промена на времето и освежување ќе има од среда, кога максимумот на температурите во среда ќе се искачи во интервалот од 27 до 35 степени, додека посвежо ќе биде во западните предели. Исто така во среда попладне и навечер, како и во четвртокот, ќе биде нестабилно со локална појава на пороен дожд, грмежи и засилен ветер, а не се исклучува можноста и за локално невреме со град. И додека трае африканскиот бран, лекарите советуваат да не се излегува без причина од дома. Хронично болните задолжително да ја земат препишаната терапија. Еве што вели докторката Елена Личкова. Основна препорака за граѓаните е да не излегуваат на сонце, да се излагаат на директна сончева светлина во периодот после 10 часот наутро и до вечерните часови до 19 часот и во случај нели да имат неопходна причина за излегување, носење на светла облека, како и заштита со соодветни капа и наочари. Редовно хидрирање, редовно примање на терапијата, за да нели се избегнат компликации во смисол на покочување на тензија, во смисол на хидрирањето во смисол нели на колабирање или паѓање на тензијата. По овој приголог се враќаме во нашето економско секојдневие. И една интересна најава, проследете го прилогот потоа. Работниците од криопаланечката конфекција си ги добија парите за прековременна работа, а на текстилните работнички од Триковиница им се исплаќаат само придонесите, информира Штипското здружение Гласно. Истражувањето од ова здружение ги има спроведено на терен, покажуваат дека условите за работа во штипските конфекции се добри, но регистрирани се и собственици кои на своите работници не им ги исплаќаат прековремено одработените часови. Ајде да видите што сте работи. На сметките на текстилните работнички од Кривопаланка им легнаа парите за прековремено одработените часови. По извршената инспекција, инспекторите наложиле собственикот на фабриката веднаш да започне со исплата. Информираат од здружението Гласно, надополнувајќи дека ова е пример со кој на граѓаните полека ќе се врати довербата во институциите. Веќе работодавецот ги има исплатено на работниците прековремените часови, наложеното е спроведено и од тоа можеме да заклучиме дека довербата во овој дел на со случајот со ВЕИБО е исполнета, значи работниците пријавиле, инспекторатот постапил, значи ние имаме исполнета нашата улога да можат самите работници да ги детектираат неправилностите и да не се плашат да пријават при тоа, а да не биде издаден нивниот идентитет. Но за разлика од кривопаланечката конфекција, работниците од Триковиница се уште не можат да ги добијат за останатите 8 плати. Во моментот се исплаќаат само придонесите. Придонесите се исплаќаат, платите се уште не.
Ветувањата на собственикот кој што ги даде за последен пат, кој што беше средното, кој што беше одржано тука во Штип, вети дека во септември месец ќе почне да ги отплаќа платите на работниците. 130 тужби имат поднесено работниците, дел од работниците немат поднесено затоа што овие тужби кои што се добиени од страна на работниците не се наплатливи во моментот. Собственикот на Триков Виница на 230 работници им должи 8 плати. Само 130 од нив поднеле тужби. Според истражувањата, штипските конфекции ги задоволуваат оптималните услови за работа во овие летни горештини. Температурата во погоните е нормална, а регистрирани си неколку капацитети кои ги немат исплатено прекувремено одработените часови. Еве уште еден вако прилог поврзан со економското секојдневие, а во кое што се најавува една убава вест, нели, за колку како. Но за овие луѓе кои го чекаат својот леп насушен со години, ако не кажам и со децени, ова сепак е добра вест. До крајот на неделата сите стечајци, членови на Сдруженијето УНИ, треба да се запишат во списоците кои од наредби од понеделник ќе бидат доставени до Министерството за труд и социјална политика. Според првичните информации, досега се попишани околу 350 стечајци, но согласно критериумите кои ги наложува ресорното министерство, горем дел од нив нема да го исполнат ова право. Сепак веста е за оние кои тоа ќе го добијат, за другите останува да се бара решение. Списоците по сега денес ќе треба да ги завршиме. Едно да напоменам за списовите и за запишувањето на членовите. Стриктно прошлия следбаше имаме со министерката, договориме се предлог закон е тај да фирмите што се биле у државна собственост, што се приватизирале, у моментот на работникот кој се приватизира фирмата, да има 15 години непрекин стаж. Тие ќе ги офанеме. Другите збирен стаж не доаѓа во обзир. И стажот кој има 15 години во книжката, заведен, а у пензиското има 14 и тоа ќе се признава. До сега што ветеме што договориме испаѓано у сусрет и прифаќани предвидите и сега мислам и натака ќе немаме проблеми за да се реши статусот на во Сдруженијето. Но и општо на сите стечајци. Една инфраструктурна тема. Од денес почнува конструкцијата на патот до село Долани, прва фаза, која се однесува на делницата Градски гробишта, Новакова чешма, во вкупна должина од 1,2 километри. Проектот е финансиран преку ИПА грантот за рурален развој во вредност од 120.000 евра. Проектот го аплицираше општина Штип во Министерство за финансии пред 2 години, пошто истиот беше одобрен од Европската унија. Општина Штип со европски средства почна со изградбата на локалниот пат до селото Долани. Раководителот на одделението за инспекцијски надзор на општина Штип Тоше Георгиев на денешната пресконференција рече дека овој локален пат се гради преку викенд на селбата Плужино. Во првата фаза градежната фирма Коле Транс Инженеринг која го доби тендерот преку електронска аукција ќе изгради дел од патот, односно 1 километар и 200 метри. Минатата година беше распишан конкурс за аплицирање на општините за добивање на средства за подобрување на условите во руралните средини преку Министерство за финансии и проектот за рурален развој. Општина Штип ја доби оваа апликација и сега започнуваме со реализација на проектот за изградба на пат за село Долани. Општина Штип за реализација на првата фаза од изградбата на локалниот пат доби 120.000 евра, а се очекува градежната компанија овој дел од патот да го изгради до крајот на август, односно за 40 дена. Во оваа фаза, прва фаза од проектот, ќе се изградат 1200 метри асфалтен пат низ населбата, вилната населба Плуждино, а во наредните фази ќе се доврши целиот пат до село Долани. Георгиев истакна дека до село Долани ќе останат уште неизградени околу 7 километри и 500 метри за изградба на поголемиот дел од патот до Штипското село Долани. Во наредниот период општината ќе аплицира повторно до европските фондови или до Агенцијата за рурален развој со цел да се изгради патот кој е во должина од околу 9 километри. Од 27 јули во Пробиштип започнува летниот фестивал, популарно речено на англиски Summer Festival, во кој што ќе учествуваат домашни и странски учесници, со тоа малку да се подигне на повисоко ниво културното или
поточно речено естрадното доживување во овој наш соседен град. На 27. јули ќе правиме една ретро вечер со акцент на 80-тите години. Сметаме дека 80-тите години се најплодниот период за музиката не само во Македонија, туку и во светски размери. Од таа причина гостин на вечерта ќе ни биде легендата Драган Басоточка Костич, кој што е експерт за тој период и секако Драган Мијалковски. Втората вечер ја започнуваме со Анета и Молика, потоа со Викторија Лоба и на крајот завршуваме со Ареа. И третата вечер ја започнуваме со Антонија Ангеловска, за да продолжиме со Андријана Јаневска и потоа одиме со Тамара Тодевска и завршуваме со нокаут. И уште една најава поврзана со прилогот од петок. Мојот колега Зарински ми ја продолжува информацијата околу активностите на Сдруженијето за правата на ромите во Штип и тие ќе ги продолжат своите активности околу едукацијата на средношколски и студенти. Проектот Рома Верзитас од септември ќе се реализира со помош на ментори кои ќе допринесат за поквалитетни образовни процеси во образованието на младите роми. Но овде морам да искоментирам, тоа не е работа. Според законот, средното образование е задолжително. Сега, ако во ова помогнат и невладините организации, граѓанските здруженија, да тоа допре до оние на кои што тоа им е нужно, им е потребно. Не е луксус, нели? Секако е во корист. Ајде да го видиме прилогот. Рома Верзитас од септември ќе продолжи со нов тек на активности, покрај активностите што се пружат за академска поддршка на самите студенти, ќе се воведи една нова програма, програмата која се нарекува менторство. Секој студент кој има потреба од ментор ќе аплицира кај нас, ние ќе му овозможиме менторство, тоа што ќе контактираме со професорите и со асистентите во нивните факултети и ќе му назначиме ментор кој во текот на образовниот процес на студирањето ќе го следи развојот на самиот студент. Тоа е една новина во новиот проект и се надеваме дека ќе вроди плод. Нашата цел е да развиеме што повеќе интелектуален кадар од ромската заедница, што повеќе матуранти да имаме и што повеќе студенти и дипломирани роми, со цел да истите ги инволвираме и ги вклучиме во општеството и во социјалниот. И редовно во програмата на телевизија или секој 15 дена ги читаме одлуките на регулаторната комисија. Еве што овој пат ни доставија. Од вечер на полнок за половина денар се зголемува цената на Евросупер 95, објави регулаторната комисија за енергетика. Цените на Евросупер 98 и Евродизел горивото стануваат непроменети, а 1 литар од овие горива ќе продолжи да чини 62,50 денари. Цената на Евросупер 95 се зголемува за 0,5 денари и 1 литар 95 октански бензин ќе чини 61 денар. Староновите цени стапуваат на сила вечерва на полнок. Вака полека се враќаме и до прилозите кои ги прави мојот колега Драги Герасимов Пушка, се разбира спортот пред се. Екипата на Китго Пекчево го победи второлигашот Беласица од Струмица на првиот пријателски контролен надпревар во престрет на новата сезона. Веќе во среда ќе има нова контролорка со исто така второлигашот Каменица Саса во македонска Каменица. Фудбалерите на третолигашот Китго Пекчево со победа стартува во пријателските средби, а во пресет на новата сезона. Во првиот контролен меч на прекрасниот терен во Пекчево, тимот на Китго славеше победа изразена со резултат 3:2 против новиот второлигаш тимот на Беласица од Струмица. Тренерот Тајче Сено го задржи играчкиот кадар од минатата сезона, а против Беласица настапи и новелиите од Овчеполе, Трендафилов и Коцев. Стрелци на головите за Китго беа Мартин Димовски кој постигна 2 гола и Ангел Зафиров кој беше стрелец на 1 гол. Стрелци пак за екипата на Беласица беа Георгиев и Ристовски.
Серијата на контролни средби екипата на Кит Бог ја продолжи веќе во среда, кога на стадионот во Македонска Каменица ќе се сретнат со новиот второлигаш тимот на Каменица Саса. И она што во петокот го најавиме денес спортот како екстерно оценување, нели? Она што сме должни да ви го кажеме. Во Чардаклија, во меморијалниот турнир мал фудбал, Владко Петров во првото коло на 3 надпревари беа постигнати дури 18 голови или во просек по 6 голови по надпревар. Ајде уште овој спортски прилог. Првото коло во рамките на меморијалниот турнир Владко Петров во Чардаклија донесе мощни, квалитетни и пред се атрактивни и ефикасна со голови игра. На трите надпревари вкупно беа постигнати 18 голови или во просек по 6 голови на надпревар. Во овие три надпревари се постигнаа следните резултати. Чардаклија Сењак 99, 2:6, Адрија Комерц, Фармер Вест Дуел 2:4 и Трансформатори Ел Пасо 3:1. Поради откажување на екипата на Цунами не се одигра надпреварот против екипата на Добри луѓе. Денес на спортски терен во Чардаклија ќе се одигра само еден надпревар и тоа помеѓу екипите на Добри луѓе и на Чардаклија, кој ќе започне во 19 часот и 10 минути. Утре вторник ќе биде слободен ден поради посета и следење на надпреварот од Лигата на шампионите Вадар Копенхаген, а турнирот ќе продолжи во среда. И еве, како што ви ветив, во просторот кога ќе го имаме од дневникот, ќе зборувам за личностите кои своите активности ги правиле пред долги години, но останале забележени како вредни за овој народ. Или за оваа држава, се исто. Претежно се родени во овој регион. Денес ќе ви зборувам за Славејко Арсов Кикиритков. Тоа е еден од војводите на Македонската револуционерна организација, учител, кој е роден на денешен 1878 или 877 година, има два податока, завршил основно образование во Штип, во село, а подоцна станал член на Македонската револуционерна организација во една интересна, неприказна, туку животна сторија. Неговиот постар брат Михајлов е еден од првите кој се зачленил во организацијата која поставил Даме Груев и пред се Гоце Делчев и добил од војводата еден пиштол со кој што требало младинците да се обучат за ракување со него. Сето тоа се случило во Зрнцевата куќа која денес се срушена. Се надевам дека ќе се најде смогнат сили да се реновира, во ново село се разбира, и овде при едно неопитно ракување со пиштолот испукал и Михајло бил ранет во горниот дел од ногата. Започнала лошо да се развива раната и тој по 3 дена починал и неговиот татко му рекол на војводата дека може ли неговото место да го заземе неговиот помлад син Славчо. Тој во 1895 година се заколна на организацијата и организацијата му помогнала да се запише на училиште прво во Скопје, па потоа во Софија, од каде што е испратен за учител во Кичево и поради неговата покрај провалите, поради неговата револуционерна работа е осуден на 10 години затвор, една година одлежал во Кичево и половина година во Битола. Подоцна бил повторно назначен за училиште во Леринско, каде што со Марко Лерински, познатиот војвода, станува четник во четата, учествува на Смилевскиот конгрес, во Илинденското востание, се стекнува со звање со чин војвода на Чета, Ресенски војвода, Околински војвода, познат по својата умереност, но и по својата храброст. Него таму го нарекувале Славчо учителот, даскалот, зашто така се однесувал, барал си да се однесува според правилата и уставот на организацијата. По Илинденското востание останува на просторот на Битолскиот револуционерен округ и во 1904 година или 1904 година во август месец навлегува во Кумановското село Кокошиње, каде што е предаден од поп Таме, не успева да се извлече и некаде пред селото Горно Ѓуѓанци е ранет. Не толку тешко ранет, туку опкорен од турската војска, се самоубил.
селската чета успела да ги ослободи неговите четници, загинале од нив 17, некаде пишува 20, но турците имале некаде околу 70 мртви и ранети. Со одлука на Советот на општина Штип, училиштето во населбата Баби го носи името на Славеко Арсов Кикиритков, штипски војвода, ресенски војвода, но штипски учител и еден од познатите личности родени во Штип од македонската историја. Јас толку знаев, толку ви кажував. Мислам дека тие луѓе заслужуваат. И ова беше последната вест за дневникот од 17 часот. Јас ги кажав сите прилози и мојава сторија. Се гледаме повторно во 20 часот. Довидување, до тогаш.